Глутница волци направи масакар во Делчевски ветрен. Рано утрово волците упаднале во трлото на сточарот Звонко и удавиле 20 овци и јагниња. Глетката беше морничава, бидејќи дел од овците се уште се бореа за живот. Цејата многу лаеше и ја излезнах првиот пат. Излезнах, немаше ништо. После по втор пат излезнах некаде проче 5 сата ле беше. И овците беа излезнали од од трлата. Расторили вртите, скинали се живо, бутнали и сам ги избирал сека по сама. 3 има начисто удавени или нојагне 4, а има некаде над 20 надавени. Надлежната ветеринарна служба утрово се обидуваше да спаси дел од овците, кои се уште беа живи. Една непријатна гледка, 3-4 овци угинати, другите се борат за живот. Ние, целата екипа сме тука. Па шансите се многу мали, бидејќи се, како што рече господинот, тие се сјагнети овци, високо сјагнени и се борат за живот, па се што се однесува до нас, ние ќе превземеме сите мерки. Штетата е голема за овој сточар, чие семејство живее само од сточарство и земјоделие. Ова семејство чува во трлото 130 овци и 20 говеда. Па слушај, мисла тие да ги процениш тие се сјагни овци, ја го преполовили се тие овци. Треба у ноември месец да почнува да се јагнат. Колкава е штета една овца, вреди околу 100 евра. Овца. А плюс па јагнето што ќе исчува. А па млекото што ќе дее. Това е се накнадно. 2 деца на школа. Јас сам сам тука со 130 брави овци и со 20 говеда. И да рече никој те со жали. Това е стварно срамота и греота. Но и револтот е голем кај овој човек, бидејќи заедно со неговите соселани уште пролета барале заштита од волците, но на нивните барања и нивната петиција сите останале глуви. Од това држава не бива од нашто. Нема што, нека доат после да се гласа, нека доат у нашто село некој да ги гласа. Нашите делчевци. Това е срамота што се работи. Да нема никакви теква. Ептен безобрзлак. Да рекате пожали. Жали се за диви свиња, расипаа житото. Никој не презема мерки. За ваците се жалих, никој не презема мерки. Па са од туа на там нека си рачуна они. Дали ќе ги гласаме или не ќе да ги гласаме. Само оваа година волците удавиле над 100 овци и кози во Делчевско. Пролета кај сточарот Полето во една вечер беа удавени 45 овци. Сточарот ја тужи државата и бара оштета, а според неговиот адвокат Николчо Атанасовски, постапката е во фаза на обезбедување докази и тој понатамо останува на ставот дека согласно со законските одредби овие луѓе имаат право на оштета од државата.